И за читателите на Култура МК имаме чест и задоволство да ви го представиме Младен Стојановски, еден исклучителен, квалитетен млад господин. Инаку по наобразба, колку што знам, е академски скулптор, вајар. Така е, кој има дипломирано на нашата ликовна академија, а веќе долги години работи филигран, се наоѓаме во неговата работилница, во македонското етно село Горно Нерези, кај црквата Пантелемон, и ја искористивме оваа можност на кратко да поразговараме со Младен. Добар ден, Младен, како си? Добре. За почеток пред нашата публика на Култура МК, една мала кратка биографија за себе. Што имаш завршено, од кога работиш филигран, едно кратко CV, ако може. Така. Вака, значи, јас сум со средно златарско, и од тогаш го имам моето знаење као златар, филигранист со идење на пракса во Рубин и продолжување со работно искуство од 7 години таму. Факултет завршена. Со дополнување на уште едно средно машински техничар, факултет веарство и апсолвент магистар по веарство во едно конзерватор на икони. Со лиценца за конзерватор, да? Конзерватор на икони, конзерватор на дзидно сликарство и конзерватор на метал и сите педагошки што можам да имам и професор по ликовна уметност во основно и средно. Одлично. Са кажи ми, рече 7 години искуство само во Рубин Кармен имаш? Да, 5 години работни и 2 години на пракса као средно. Од тогаш навам уште колку време? Колку вкупно искуство од тогаш филигранџи? навака сум продолжил сам, значи тоа од 2004 навака, значи му дојде више скоро. Значи од вкупно 15 години. Вкупно ќе му дојде од 97, значи да не кажам не помни 20 години. Не помни 20 години да стигнат во септември. Ја забележав една интересна работа дека многу луѓе кои изработуваат филигран, ти неретко прашуваш кај муштериите, дури одредени филигранџи изработуваат твои модели, кои се осмислени од твоја страна. Ако мислам, тоа е, значи комплимент за тебе. Да, комплимент за мене и ми се допаѓаше така што им давам као некако мотив за да имаат желба за работа и А предпоставам дека ти е мило што урнеците твои проаѓаат, да кажам. Да, и мислам и проаѓаат и едноставно им даваш мотив за поише и да работат сами како инспирација и не ми е криво што ме копираат искрено и баш онака добро. Дури чест ти представува. Да, чест ми представува. Добро. Сега ме интересира, од некои мои пријатели дознав дека навистина убаво проаѓаат твоите производи кои ги изработуваш и дека исклучително и битни луѓе од земјата и од странство ги имаат набавено и добиено. Кажи ми, ако не е тајна, кој се примере на листата на твои клиенти? Дали има многу повеќе странци или наши? Па има и наши, ама има и доста странци и јас сум презадоволен поради таа причина и мене ми се допаѓа тоа што им се допаѓа мојот стил на работење, сите тие мои творби, дела да не кажам и едноставно тоа ме исполнува и не знам некако дури имам и продажби надвор, соработки, вака со комплексот едно село гледам последно време дека поише има и странци поише што купуваат и тоа онака тен ми се допаѓа, зашто они например овој занет не ми е познат, оваа техника, оваа работа ми е нешто сосем ново и дека е хендмейд и сосем некако да нешто посебно. Кажи ми, неодамна доби некаква награда во Италија, како што знам? Да, имам донирано пеперутката, македонската пеперутка што има као на Милчо Манчевски, како донација во музеј на филиграни во Италија, кога ја дав како експонат, музејски експонат и треба уште едно дело да направам како слободна форма, здравје, пред да магистрирам, да одбранам постдипломски веарство, па после тоа кога ќе идам после ВМЦ ќе го дополниме тој простор кај што треба музејот што чека на мене. Одлично. Да, иначе имам направено, извинете, имам направено и за Ореол заедно во соработка со Свети Иван Бигорски. Тој Ореол отиде и со Рајчица манастирот, женскиот манастир, они ја направи иконата, ја го направи Ореолот и тој отиде кај Бартоломеј први или втори, не сум сигурен беше, тој е во Константинопол во Турција. Во Вселенската патриаршија. Да, во Вселенската патриаршија и тој е како еден подарок од нас исто. И имам исто соработки и треба да правам и 15 ореоли во Бигорски. Одлично. За цел иконостас и
така имаме некои сработки. Кажи ми, од кога си тука во етноселото и како си задоволен од од самиот простор, да кажеме, од твојата работилница, како оди со соработката со самото етносело и како си воопшто задоволен од... Јас сум искрено презадоволен, не очекував вакво нешто, мислам многу добар фидбек имам од тоа. Како поддршка на занајчи на филигранисти ми го дадоа просторов на користење. Значи, апсолутно не плаќам ништо, туку едноставно само поддршката не дават и има доста посетители, премногу не очекував толку, има доста странци, доста онака луѓе што ми се допаѓа. Самиот комплекс добро функционира? Да, супер функционира и ќе функционира уште подобро, е само почеток, старт и секогаш ќе се гледа, ќе се очекува да биде што подобро и подобро. И јас исто така. Младен, ми беше исклучително задоволство што те запознав и голем поздрав, се гледаме повторно во некоја наредна прилика. Поздрави, секој добро. Благодарам, поздрав и до вас сите. Довидување.